Гоцевата мисла и идеологија се уште е актуелна кај секој од нас, истакна денеска во Штип председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ние немаме друг избор, туку да бидеме горди на фактот што овде врвел, овде од овие прозорци гледал, овде е дел од неговиот живот и како што е ред, значи да, нам, македонскиот народ, ни стои аманетот, треба да не прави горди на Гоце, бидејќи како што младите велат, нели, ние сме Гоцеви, Гоце е наш. Колку Гоце е значаен за македонската историја? Во историјата нема да најдете човек за кој толку многу се пишувало, зборувало, толку имиња, не само што се зборувало, туку човек за кој се плачело, се радувало. Мислам дека тоа покажува дека Гоце Делчев е неразделен од македонскиот народ. Штипскиот универзитет со гордост го носи името на Делчев. Представува посебна чест што нашиот универзитет го носи неговото име и тоа што развојот на универзитетот, се повеќе доближувањето, спојувањето со европските универзитети не прави еден чекор поблиски до тоа што било и неговата идеја светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Штип е градот каде најповеќе се ширела и чувствувала идејата и идеологијата на великанот. Во име на тоа, доста значајни образовни и културни институции во нашиот град го носат неговото име, затоа што имаме завет и обврска да го чуваме тој завет, но немаме право да се одрекуваме од него. Ќе продолжиме и понатаму да го негуваме и да го продолжиме неговото дело. На споменикот на Гоце, во дворот на училиштето, каде тој учителствувал во Штипско Ново село, шефот на државата и делегација од општествениот и културен живот на Штип положија букети цвеќиња, а студенти на универзитетот изведоа културно-уметничка програма посветена на Делчев.